Распослано на околу 1000 метри надморска височина во близина на границата со Србија е сместено кривопаланечкото село Луке. Станува збор за областа Славиште на 17 километри од градот. Според последниот попис, селото има околу 200 жители. Пред малската продавница затекнавме неколку староседелци. Велат дека се занимаваат со земјоделство и сточарство, но тоа не им е примерен извор на приходи. 23 години имамо рудник Тураница, 8 години рудник Благодат Врање, тоа е исти дел поврзано со рудник Крстовдол, преко Караманица, рудник Благодат Врање, па Караманица Плавило и Крстовдол и доваѓа на Самар. Главното занимање на жителите е рударството. Пределот е познат по различни минерали по течението на Лучка река. Има беа вршиле истраги од реката, поедеш километар уз реката. 2 километра уз реката. Лево и десно од реката по бреговите бушија с плитко бушење по 2 метра дубина бушотина. Минира, олово и цинки скочи на површина. Ископи, велат добро упатените мештани, често се правени и за злато и за сребро, а од неодамна се споменува и реткиот минерал антимон. За жителите на овој крај, антимонот не е новина. Дел се сеќаваат, а дел пак од раскажувањата на повозрасните сведочат дека порано имало негова експлоатација. Антимон е за воена намена, за севке кога се изработи за топови, за тие, да биде гладко. За тоа имам слушано. Има ли опасност од таков тип на руда? Нема, овде има рудари што са живеале и 90 години. Нема опасност. Што работеле во рудникот Крстовдол кој е затворен? Да, има. Не се сеќавате кога работел рудникот? Да, ја беше во средња школа. Затворија го 89. Стариот ми кажувал, он е покоен пред 10 години, он ми е кажувал, вика, рудник Крстовдол, вика, еден камион. Кувари, ритичари, бравари, копачи, рудари, зимале се од еден камион антимон плат. Рудникот Крстовдол, за кој зборуваат жителите, е во истоименото село на само неколку километри од далеченост од Луке. Се наоѓа на тромеѓето меѓу Македонија, Србија и Бугарија. Рудникот Крстовдол е затворен пред повеќе од 4 децении, но на терен се уште се видливи остатоци од местото каде е вршена експлоатација на реткиот минерал антимон. Дали, кога и во колкави количини повторно би се вршил ископ на оваа руда, се дилемите кои се наметнаа во јавноста по најавите за повторно отворање на рудникот. Најавата за отворање рудник за антимон првично стигна од премиерот Христијан Мицкоски. Проектот тој го најави како голема стратешка инвестиција. Редок минерал, нешто кое што наистина може за нашата економија да значи многу, веќе таму истрагите се при крај и очекувам многу скоро да биде тоа започнато. Ке се извезува во Соединените Американски држави од инвеститорите. Ја добив информацијата дека топлоницата би се градела во Оклахома во Соединените Американски држави, така што еден заокружен циклус. Еден ден подоцна и Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини соопшти дека ресорната министерка Сања Божиновска во Вашингтон присуствувала на подпишувањето договор вреден $5 милиони наменети за истражување на критични минерали во Македонија. Во кратко соопштение беше посочено дека со овој договор се отвораат можностите за понатамошни инвестиции, истражувања и технолошки развој, во согласност со глобалните трендови за обезбедување алтернативни извори на критични суровини. Но во објавата немаше детали. Кога рудникот би почнал со работа? Дали договорот е само за антимон? Дали веќе е издадена концесија за експлоатација или само истражувања? Кој ќе биде ќарот за земјава? Дали е направена проценка за влијанието врз здравјето и животната средина? Затоа прашавме, но од Министерството што ја промовираше инвестицијата се изземаа за детали. Во однос на иницијативите поврзани со критичните минерални суровини, сакаме јасно да нагласиме дека Република Македонија во овој конкретен случај не е договорна страна, туку учествува како сведок и партнер кој го поддржува процесот. Ја поздравуваме поддршката што се обезбедува преку меѓународни финансиски инструменти, бидејќи таа представува значаен поттик за развој на овој сектор. Голем дел од дилемите во настап на телевизија Телма ги расчисти Филип Петровски, советник во Министерството за енергетика. Прво, за антимонот кажа дека има уште чекори за да се зборува за рудник.
Овој проект сега е во почетна фаза во истражување, ќе продолжи истражувањето. Обично трае 1 до 2 години во зависност од количината на потребните истражувања кои што треба да се направи, бидејќи постојат одредени стари индици во времето кога работел рудникот, тие ќе бидат искористени и дополнително ќе се врши доистражувањето на тоа. После до истражувањето следува делот кој концесионерот прави своји пресметки, тоест пред-физибилити студии и утврдува дали проектот понатаму е исплатлив за експлоатација и тогаш всушност доаѓа бенефитот за Република Македонија кога ќе доаѓаат големите инвестиции. Дури по таа фаза, компанијата би можела да бара дозвола за експлоатација на антимон, додаде Петровски, но додаде и дека компанијата веќе има дозвола за ископ, но не на антимон. Ние како Министерство ја следиме детално ситуацијата и на тој простор и во моментот овој концесионер има концесија за експлоатација на други минерални суровини. Договорни страни за најавената експлоатација на антимон се австралиската компанија Pela Global Limited, чиј собственик е по потекло од Македонија, и International Development Finance Corporation од САД. Според податоците објавени на интернет страницата на Pela Global, главна стратешка цел на компанијата е пронаоѓање злато, сребро и антимон. Со договорот, како што се наведува на сајтот, ќе се овозможи диверзификација на глобалниот пазар на антимон од Кина и ќе се обезбеди стабилен извор на критични минерали за САД и сојузниците. Па повеќе детали за инвестицијата побаравме од Pela Global. Оттаму ни одговорија дека ќе бидат наскоро објавени. Во меѓувреме, како што велат, ќе бидат запазени сите домашни и меѓународни стандарди. Крстов дол се развива со силен фокус на транспарентност, управување со ризици и долгорочна одржливост. Паралелно, Pela активно истражува примена на нови технологии за преработка и рециклирање на застарена јаловина, со цел намалување на влијанието врз животната средина, а воедно и обновување на дополнителната вредност од историските материјали. Името на компанијата не се појавува за прв пат во македонската јавност. Призма пред околу 3 години објави дека Pela Global Limited и Македонската православна црква Охридска архиепископија започнале бизнис соработка преку фирма што заеднички ја основале за изградба на фотоволтаици. Дополнително, Pela истражуваат злато, сребро, олово, цинк и бакар во непосредната околина на Луќе Кривопаланечко. Бидејќи геолошките истражувања се на територијата на општина Крива Паланка, го контактиравме и градоначалникот Сашко Митовски. Ни рече дека општината нема надлежност во делот на дозволи. Компанијата Pela, како што вели, има добиено концесија за истражување во Кривопаланечко пред повеќе од 10 години. Општината единствено во изминатиот период по однос на договорот за концесија прибира финансиски средства по однос на простор, кој што секоја година редовно концесионерот има обврска да го надмирува кон Министерството за економија и одреден процент кон општината, а во следниот период, односно по отпочнувањето на процесот на производство, општината согласно правилникот за надомест над концесии по однос на експлоатираната и произведената руда ќе прибира финансиски средства во висина од 4%. Освен дека постои дозвола за истражување, Митовски вели дека нема детали околу проектот за евентуално рестартирање на рудникот за експлоатација на антимон Крстов дол. Целиот процес го води централната власт, а од контакти со компанијата дознал дека истражувањата се во завршна фаза. По однос на сите тие детали околу целиот процес на производство и експлоатација на руда, ја не би може повеќе да ви кажам, но она што можам да го кажам дека ние сме рударски град со традиција и дека сето ова сметам дека за локалното население, за локалната економија, моето лично мислење, мојот личен став е дека ќе биде поздравено од населението. Сакам тука да укажам дека од страна на општината и лично моја страна ќе инсистираме на буквално на запазување на сите стандарди кои што значат на производство и експлоатација на едно високо ниво, во кое што приоритетен
ќе биде интересот на граѓаните на Крива Паланка. Ова интервју со Сашко Митовски го снимавме кон крајот на минатата недела. Викендот прашањето за рудникот стана дел од дневно политичката размена на пораки меѓу власта и опозицијата, откако СДСМ побара распишување локален референдум и јавна расправа. Ако тоа граѓаните на Крива Паланка и регионот го одобруваат, нема проблем. Нека тера. Ама ако не го одобруваат, тогаш јас и СДСМ застануваме на страна на граѓаните. Премиерот Мицкоски пак порача, секој има право да бара референдум, но уверува дека локалната власт, односно градоначалникот на Крива Паланка, кој иако доаѓа од редовите на СДСМ, има поинакво мислење. Тој мисли дека, како и јас, дека овој проект е стратешки за државата и за локалното население, посебно имајќи го во предвид економскиот бенефит на крајот кој што е типично рударско место. Деновиве пак рудникот доведе до интрапартиски судир во СДСМ. Ќе бидам искрен, јас не бев исконсултиран и информиран дека како таков официјално соопштение ќе излезе во медиумите. Ова прашање јас не го гледам низ политичка призма и политички аспект, туку како локалната заедница може да ги има сите овие придобивки кои што можеме да ги имаме при една ваква стратешка инвестиција. Така да мојот пристап е исклучиво воден од интересите на граѓаните, а не од партиските позиции. По оваа изјава, СДСМ одговори со остро соопштение кон кадарот од своите редови. Градоначалникот Сашко Митовски не може да одлучува сам или да се договара со Мицкоски. Граѓаните на Крива Паланка, а не експертите поврзани со ВМРО, ОКГ и бизнис интересите на Мицкоски треба да одлучат дали сакаат рудник за антимон во нивниот крај. Денеска размената на пораки меѓу власта и опозицијата доби нов тек. СДСМ обвини дека во позадината на проектот лежи класична партиска концесија. Официјалните податоци од Министерството за енергетика откриваат дека моментален концесионер на локалитетот Луке е компанијата Ри Енергетика Пела ДОО Скопје. Кој е собственик на оваа компанија? Ѓорче Качурков, донатор на ВМРО ДПМН. Официјалните документи и финансиски извештаи недвосмислено го потврдуваат ова. Во последователната реакција ВМРО ДПМН не се осврна на конкретните наводи од опозицијата. Го нападнаа политичкиот опонент по друга основа, дека СДСМ оди контра својот градоначалник и не сака развој на Македонија. Во едно типично рударско место, каде речиси во секое семејство има по еден рудар, локалното население посакува нови работни места и инвестиции. Така велат и дел од жителите на Луке со кои разговаравме. А ние сме жедни, доста невработени, да има едно работно место бар. Немаме ништо, само избори, немаме ништо. Да се отвори рудникот, зависи се. Треба испитивање, треба све да се докаже ако е уранум и све тој арсен. Пореметува се целата област, село, загадување, води, секој куќа има вода. Но Луки има околу 200 жители. Во цела Крива Паланка, според последниот попис, има околу 14.500. Економскиот бенефит, заштитата на здравјето и животната средина или двете? Што ќе биде приоритет за граѓаните на Кривопаланечкиот регион е прашањето на кое допрва ќе треба да се изјаснат ако се исполни барањето за организирање локален референдум и јавна расправа.